Благослови, Владико. Благословено je carstvo na Oca i Sina i Svetijog Duh, сега и секогаш и во вечни векови. Божек е најголемиот христијански празник затоа што на тој ден се празнува раѓањето на Спасителот Исус Христос. Овој празник е наречен и матица на повеќе празници, бидејќи да не бил тој, што значи да не се родел Исус Христос, немало да има ниту негово крштевање, водици, ниту распетие и воскресение, Великден, ниту вознесение, Спасовден, немало да постојат ниту празниците Духовден, Преображение, Крстовден и така натаму. Мир во светот за благосостојба на светите Божји цркви за соединување на сите. Денес македонскиот народ со многу внимание го празнува Божек денот на Христовото раѓање. Истражувачите на овие обичаи истакнуваат дека во почетокот Коледа бил празник поврзан со враќањето на сонцето од јужните напоредници, со раѓањето на новото сонце, што значело и раѓање или обнова на животот. Подоцна христијанската црква овој ден го поврзала со Христовото раѓање. За сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благочестивиот и Христолюбив православен народ наш, за него... Ден пред Коледе, ден пред Бадник, ден пред Божек. Се наоѓам позади водно, се наоѓам поточно речено во селото Сопиште. Овдека сум дојден да ги видиме адетите обичаите за овој христијански православен празник, кој што во ова рурално место се одржува од колено на колено низ вековите кои што изминале досега. Сите што живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи, изобилие на земни плодови за мирни времиња, да се помолиме на Господа. Иако обичаите што се изведуваат на коледарскиот оган, во некои детали меѓусебно се разликуваат од региони до региони, па дури од село до село, сепак во основа се изделуваат неколку заеднички елементи, како што се богатата постна трпеза, што се подготвува пред да се запали коледарскиот оган, грејаната сливова препек ракија, која се грее во исто време кога се пали коледарскиот оган, потоа коледарскиот оган чие дрво е од видот даб благун, како и коледицата проследена со многу коледарски песни и што е најважно, сето ова се одигрува на целото во селото. Ова е стар казан, кој што собира некаде околу 50 литри ракија, ќе го носат овдека, така да наречу бадникарите вечерва, вече ќе се пали огнот и ќе се грее ракијата и ќе биде убаво и топла ракијата, со месенце, со се вика, со музика, со песна. Ајде момче да ми помогнеш, и да го днес. Хати, дојди, ајде момче. Дојди. Так, ајде, да се фатам и за работа малку. Наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Мора да се фатиме за работа, затоа што грејана ракија ќе пиеме или од екипава, нема проблем тука, ајде. Сина и Светиот Дух, сега и секогаш. Се наоѓам овдека во селото Долно Соње, каде што сум на село, а овдека на селото баш наидов на кумот во ова село. Добар ден. Добар ден. Ајде нека идеме за години. За новогодина. Како ти е името? Никола. Никола, сега вака еде, овдека дрвата се спремни така? Спремни се дрвата, вечер ќе ги палиме, сега не се пали, зашто вечер ќе се собереме сите. И тоа е, денот е таков да се собереме, да се дружиме. Ќе има ли грејана ракија? Ќе има грејана ракија, чај, софра, сега не е наместено, уште се организираме и тоа. Што те наведе да бидиш кум ти ова година? Се крчи паричка, леп. Така? Повеќе и на кој ќе се падне, тоа е
следен кум. Минатата година тебе ти падна паричката? Да, мене. Така. И ќе се соберите сите. Се собираме цело село. Ќе има музика. Ки има и тапани да музика. До сабајле, после утре изутрина на Коледа. Да. Поточно малите тука идат. Така. Колку отприлike имате кубика дрва собрано вечерва и колку Не, околу 2 кубика дрва. а колку ќе има грејана ракија отприлike литри? Па планираме 30 да ги ставиме, па ќе видим колку ќе се испи. Се очекувате да дојдат сите? Преку 7-80 души имаме. Домаќински гости, така, домаќинство тука што се собираме. Па и од страна може некој ќе дојде, гости, пријатели, другари, А детите обичаите ги продолжувате? да си ги продолжиме така од памтивек што си останале, да си ги продолжиме обичаите, да ги задржиме. И тоа е. Ќе има ли нов кум оваа година пак? Се надеваме дека ќе има двајца. Среќен ќе биде кумот, ќе му посакаме здравица убава. Мислам дека ќе биде одлично. И ова ќе трае до утре и сутрина после на Сигурно, Коледа. сигурно да ги загрееме младите коледарчиња за да може да бидат спремни се бале загреани, да ни дојдат, да не пробудат, да не Малце на развеселат. огин ќе ги грееме, малце на ракија, на чајче, И после тоа винце, и после тоа на бадник после на бадник дома, и за Собираме Божико. дома и се спремаме па по за пријатели, по роднини, да си честитаме, да си продолжи традицијата. Значи, со количкава ја донесе сламата и дрвта за подполок за огно, така? Да. Како се викаш? Стефан. Стефан, а ти? Давид. Кој деление си? Четврто. А ти? Осмо. Едва чекаш да биде запален огната? Па да. Ќе пробаш ли од таа грејана ракија, иако си малама? Не. А утре ќе одиш на Коледе? Да. Обавезно, а? И ајде вака да ми кажеш која песна пеете на Коледа на Сабаја кој ќе одите? Сидите, што ги знаеме. Која прилика? Коледе, леде. Ајде ми отпеш, ќе може. Ајде дајче, ама дајче. Не знаеш ли? Ајде ти тогаш, ајде ти. Ај. Ама кратко, малку. Коледе, леде, паднало греде, утепало деде. Деде се мачи, така И на. те нато. Добро, ајде сега тера слама на коничката. Кибрик имаш кибрик? А? Порано обичаите беа домаќинката што е, сега ќе почне да се прибира, решето ќе најде, ќе се тури пченка, јашма и пшеница, сите се миња у решето. Ќе земе слама чуканица и ќе ја стави под масата крст, ќе остави решетото, ќе се спрема озгора масата, све што требе. Претходно ќе земате на едно дрво од дап, ќе го горат у огин. Тоа дрво кој ќе го треба да се извади, да биде не догорено, да се изгасне со вино. Се чува до водици, Главна сликата, така? Главна. Така, главна. таа се чува кога ќе остава попот, вода пред водици. И со таа главња се фрла по попот. Децата ќе ја фрлат да им нема житото главница. Чине, ова што го мобетуваме преска, сме тука, кај твојата домаќика. Добар ден, најдохме. Вака сега, значи, ми кажа дека вие сте биле една од главните, така да речам, домаќики за вечерва што ќе се случува горе огно кој ќе се пали. Овде ова гледаме на масава што имаме тука делото што е сработено. Што се подготвивте за палење на огнот за вечерва? Еве, сарма испржиме 50 кила сарма. Ова риба. Сарма направивме, коштањи, овош е тука, Се што требаше све што треба за... Ова да ми кажеш, која беше причината, поводот да вие видите домаќинката да речем? Поводот на внуката и паднала лани паричката Така? и затоа сега ние сме кумови. Со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресвет. Овдека во селото добри дел се е подготвено. Дрвата се поставени, но по старите обичај, некаде околу 18 часот се палат огновите.
по стари обичај, овдека ново место кај што се наоѓаме сега во селото Добридол, пред училиштето, не треба да има никој човек. Во 18 доаѓа цело село, се палат огновите и се овдека се слави до утре и зутрина. Зашто си благ и човекољубив Бог, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух. Ајде со среќа, со Ерлија да биде. За многу години. Ајде за убаво реке. Веричета година ваши, што доаѓа. Боже, да ни помогни Господ на сите. Амин. Еве овдека во селото Долно Соње, скоро некаде околу 18 часот, по стар обичај, почнуваат да се палат огновите. Овдека скоро има еден кубик и повеќе дрва и мештаните до ова село од памтивека па до ден денешен огнот го запалуваат. Еве погледајте, идете заеднички да го прославиме овој наш православен празник. Според моја проценка, иако е смрзнувачка, под навод кажано некаде околу минус 15 степени, сепак овај огон што е овдека, овој народ што е овде собран, на сите луѓе срцето им е топло, душата им е топла, затоа што се разбира овдека сите овие наши православни македонци го слават Божик, го слават Бадник, Коледе, дека сме години изгубат се добро. Додека овде позади мене веќе огнот е распломтен, овдека казаните и котлите се полни со греана ракија. Еве да се уверите и во тоа. Охо, боле, слушајте да ти кажам, право ме ракија се минува, ама после тоа ќе пиеме заедно. Додека ракијата се вари, овдека во Сецелово се наоѓаат и овие свирачи кои се дојдени по повод празникот палењето на божичите огнови. Ајде, овај ќе да свидиме. Ајде да чуеме. Ајде да чуеме. Богатата трапеза е со исклучително постна храна, кутурици, сарма, граф, компир, риба, зелник, овоши и слично. Според верувањето, има цел врз принципот на имитативната магија да обезбеди богат род на земјоделски култури. Благословен е нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа, Господи помилуј. Господи, да се помолиме на Господа, за да се освети оваа вода со силата и дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за да слезе пред вечната Троица на оваа вода, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, за да биде оваа вода лековите за исцеление на душите и телата, и за изгонување на секаков непријател и противник, да се помолиме на Господа, Господи помилуј, зашто Господи Тебе Ти прилега секаква слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Честит Божик, честит Бадник нека ви. И
збор два да кажам само за празникот Бадник, за Божик. Зошто Бадник? Зошто Бадников оган? Зошто Бадниково дрво? Бадник е ден кој што е пред Божик, ден кој што треба да го поминеме во бдение, во будност. Тоа и самиот термин значи бадник или бдение или будност. Значи будно да го дочекаме најголемиот наш празник, Христовото рождество Божик. Празникот на мирот, вело мирот затоа што Господ Бог слезе на земјата, зема човечко тело, се принесе себе си на жртва за да ги земе сите наши гревови, за да не измери со Бог. Бадниковото дрво всушност символички го представува на дрво кое што Бог го засадил во Едемската градина во рајот. Ова бадниково дрво го символизира и нашиот Спасител Господ Исус Христос, кој за себе вели: јас сум лебот, кој јаде од мене нема никогаш да огладне. Затоа секој оној кој што дел од ова бадниково гранче ќе понесе дома, всушност го носи и самиот Спасител Господ Исус Христос. Но да не се врзуваме за материјалното, туку да го имаме Христа во нашите души, во нашите срца, во нашите умови. Ако Христос слезе на земјата, зема човечко тело и се принесе себе си на жртва заради нас, давајќи огромна жртва, тогаш колку ли ние можеме многу повеќе да сториме од она нешто малку, а тоа е да се измириме со Бога и да се измириме со сите наши блиски. Затоа што и основата на чествувањето на овој празник е тоа, да се измириме со Бога пред се и со нашите најблиски. Оваа пригода би ја користили да ве повикам сите вас кои што еве овде се стобрени, барем ако Бог милува, четврт од вас нека бидат присутни на литургијата која што ќе се случи на 7 јануар во чест на Христовото рождество. Убаво е вака кога се собираме, но да не заборавиме дека храмот е она место каде што најмногу треба да се собереме на молитва. Зашто Бог вели: онаму каде што двајца или тројца се собрани на молитва во Моје име, таму сум и јас. Нека овој оган кој што гледам сега згаснал, но ќе се запали, таа топлина нека изгори сета ваша лоша помисла. Нека го затопли вашето срце и таа ваша топлина да ја пренесете најнапред во кругот на вашето подосно семејство и потоа во кругот на вашите најблиски пријатели, роднини, а особено онаму каде што е најмногу потребно. Овој празник на мирот, искористете го да се измирите и со оние со кои што може би сте во кава. Дарувајте им на оние кои што немаат, посетувајте ги оние кои што се по болници, кои што се изнемоштени. Само така ќе го носиме вистински епитетот христијан. Зашто си милостиви човеколюбив Бог, и на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и се. Па, еве, традиционално, значи, овдека се одржува ова палење на огинот, со поколенија, да речем, тоа се одржава тука, не е ова од сега, така да се собираме навечер тука на овој ден, се дружиме, го прославуваме уз чашка ракија, уз песна, уз веселба и така натака. Музика и се дружиме и сакаме да ја одржиме традицијата, да им ја пренесеме на помладите поколенија, значи понатака да не остане само така, него да си остане. Затоа се околумене моите внуци, за да видат и оние и они како се ние како го правиме тоа и да продолжат нормално понатака за да се продолжи таа убава традиција, стварно убава традиција. Овдека ни цела Македонија па и во селото Ракотинци се разбира сите мештани спремат и богата трпеза, така? Да, обавено. Ајде, ќе може ли да видиме трпезата што имате? Повелете. Ајде се напиеме. Ајде, имаме трпеза, ракијичка. Ајде, идеме понека. Ета.
Ajde, kume, poveli. Blagovaram. Noža, dečinja, vnučinja, jagninja. Godina po veselom da tu. Da. Povedete. Ajde da sme zdravi i živi. Ajde, neka je deno za godini. Čute Gospod. Ajde, беричетна годинава. Боже да најздрави на сите. Беричетна да биде успешна, благословена од Господа. Чуте Господ. Се на љубаво. Да се гледаме живот заедно. Дай Боже. Среќни и весели празници. За многу години нека не. Тоа без пари што се купува. Прво на дечиња, па на нас сите поред. Ами Господе. Ами Господе. О, а ја побојам. Евангелските текстови сведочат дека римскиот император Август издал заповед да се изврши попис на населението во империјата. Секој требало да биде запишан во градот на своите дедовци. Палестина тогаш била во рамките на Римската империја, поради што и праведните Јосеф и Света Дева Марија тргнале од Назарет за да се запишат во Витлеем, бидејќи биле од родот Давидов. Кога пристигнале во Витлеем, за нив немало место во гостилниците и куќите, поради што во градот имало многу народ, дојден заради пописот. Некои добри луѓе, сакајќи да им помогнат, ги упатиле во една пештера во близина на градот, каде што пастирите во невреме ги засолнувале овците и козите. Ноќта силна светлина ја исполнила пештерата, но и околните ридови. Потоа Света Дева Марија го родила својот син првенец, го повила и го ставила во јаслите. Силната светлина ги исплашила и пастирите што со своите стада наќавале на отворено на околните ридови, но веднаш потоа ангелот Господов ги утешил и предупредил јавувајќи им ја радосната вест. Не бојте се, еве ви соопштувам голема радост која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ, и еве ви знак, ќе најдете повиен младенец како лежи во јасли. Веднаш потоа, хорот на ангелите ја запеал песната «Слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја». Пастирите веднаш отрчале во пештерата, каде што ги нашле Марија и Јосифа со богомладенецот, му се поклониле, а потоа низ градот разгласиле за раѓањето на Спасителот. Веднаш потоа, кај првородениот син на Света Дева Марија, пристигнале и тројцата мудреци од исток, на кои што за раѓањето на Спасителот им соопштила необичната звезда на небото, која што ги довела до пештерата, движејќи се пред нив кога тие оделе и која што стоела кога тие одморале. И штом влегол во куќата, го видува младенецот со мајка му Марија и паднаа, па му се поклонија. А кога ги отворија своите ковчежиња, му пренесоа дарови, злато, ливан и измирна. Значи пред богомладенецот најпрвен се поклониле простите пастири и учените мудреци како овоземни жители, но и ангелите од небото, што значи дека тој бил предодреден подеднакво да му припаѓа и на небото и на земјата. Со Божик е поврзана и поговорката пред Божик, зад Божик, кај да си, дома да си, што има двојно значење. За време на големиот празник треба да се биде во кругот на семејството и тука да се слушне и да се прослави радосната вест за раѓањето на Спасителот. Но не е на одмет да се потсети дека во најстудениот период од годината, исполнет со снежни вајавици, но и со други опасности, сепак најпријатно и најбезбедно е во собствениот дом. Боже, заштити не, спаси, помилуј и запази не со Твојата благодат.